миролива песна, ќе долета мирис на треша, кога пролет ќе расцупи в поле, една треша што мене не чека. Кога морав да одам и реков, се што имам и куќа и нива, нека земе што му треба секој, но црешата да ја најдам жива. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во живот и туѓи, кој во моето минато плови, сосем мирно и без да се страни. Секој и на слава и камен фрла некој. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во живот и туѓи, кој во моето минато плови, сосем мирно без да се срами. Сонцето злато што свети, ако можа би го продале Бога, а ни само еден ќе им суди. Што е тоа во луѓето тажно, да живеат во живот и туѓи, кој во моето минато плови, сосем мирно без да се страни. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во живот и туѓи, кој во моето минато плови, сосем мирно без да се страни. Што е тоа во луѓето тажно, што живеат во живот и туѓи, кој во моето минато плови, сосем мирно без да се страни. Убав ден. За оние кои што не знаат, менењето на родендените во смрт и смртта во роден ден ја препуштам на оние мајсторите на владењето со пари и на оние кои што нашиот Месија, македонски цар на царевите и крал на кралевите, ни го направија Молох, кој што треба во сите временски прилики и неприлики и во сите денови низ годината да биде поврзан со пари. Јас нешто што ме загрижува е тоа што од сето она што се изнаслушав од 16 март кобниот ден закочени до ден денес, сите оние умови, а чекав, никој не спомена
дали треба да пијат алкална жива вода, дали треба да пијат мртва вода и како понатака, затоа што покрај сето оно што си наслушав, веруете ми досега, ако не се лажам, а вие ако сте слушнале, подсетете ме дека некој од сите оние кои што беа промотори за случувањата во Кочани и како да им се помогне, дали некој спомнал за филтрација жива или некој друг вид на вода. Како што гледате статистиката, и не ме чуде зашто имаме многу болни во Македонија, е таа што ние македонците пиеме пола литра вода и пола литра кафе или чај. Или во превод, ние пиеме само пола литра вода. А имаме 7 хидроцентрали во нашето тело, познати жлезди, кои што треба да помагаат во производство на струја на нашиот организам, и секој од нив, како секоја хидроцентрала, им е потребна вода. Значи со пола литра вода на ден нема да имаме енергија колку што ќе имаме енергија од 25 до 30 килограми ако пиеме 1 литро на ден алкална ионизирана вода, каде што од искуство можеме ова деценија и пола да зборуваме и да пишуваме книги од наши пријатели низ целиот свет и цела Македонија кои што ги имаат услугите од нас. И она пола литро кафе или чај не се рачуна, па ниту сок, затоа што водата е вода. Една моја препорака да конзумираме колку што може повеќе вода, затоа што земјата и нашиот млечен пат го врват крајот на прстените од Алконе и ќе имаме се поголема и поголема радиација, како некој што во Србија денеска ви кажува дека имало радиоактивен полен. Тоа секако од Владо Павлов, ако се добро сеќавате, пред пола деценија и повеќе е објавено дека земјата ќе влезе во прстените на Алконе, а тоа значи дека лагата кога тогаш со песокот пустински од Сахара ќе падне. Покрај зголемената радиоактивност, нели како што велат во Србија, ние ќе имаме и турбулентни случувања со земјата, која што само со љубов можеме да ја исправиме, и се разбира да се водиме со љубов покрај се што ни се прави. Најбитен елемент на вистина е водата и негативниот јон, кој што е неслучајно бил етер и божество на древните македонци, кои што се наследници на Атлантида со целиот Балкан, и истиот тој помага да се врзе со сите 4 елементи, па и со водата во нашето тело, и да помогне во
палењето на кислородот кој што ги гори протеините и јагленохидратите и ни дава енергија. Ова што ќе го кажам денес, а почнам да го пишувам, е поврзано и со оно што имаме многу починати од дискотеката, тоа е растењето на метаболичкото ниво, например на јаглеродниот диоксид, а тек за јаглеродниот моноксид во организмот значи растење на јаглеродниот диоксид или како што е случајот јаглеродниот моноксид, сулфурниот вооксид исто така во крвта кај секој од починатите, па и повредените. Како резултат на овој процес, ПХ вредноста на секој организам се намалува, па и на крвта, а тоа значи зголемување на огромна киселост на крвта или убрзана леукемија. Зошто? Затоа што овие процеси треба да бидат стимулирани во респираторниот центар во мозокот кој е одговорен за стимулацијата на диафрагмата на градниот кош. Ова придонесува за забрзување на белодробната вентилација, каде секогаш штетните гасови, меѓу кои јаглеродниот моноксид, сулфурниот вооксид, јаглеродниот диоксид, а да не зборуваме за азбестните влакна, кои што се табу тема, треба побрзо да се отстрнат од крвта, со тоа што најхитно треба ПХ вредноста да се нормализира. Тоа значи дека зголеменото количество на штетни гасови наспроти намаленото количество на кислород во организмот или наспроти сето она што значи киселост на организмот го има во радиоактивното зрачење, кое што ите како забрзано помага на создавање на кисел организам. Кислородот е основно средство за живот, но има едно правило на кислородот. Тој служи како орган кој ги спојува, кој ги согорува јагленохидратите и протеините, бидејќи кога телото или организмот нема протеини и јагленохидрати, кислородот станува радиоактивен. Ако знаеме што значат нели белите дробови и алвеолите кои се како мрсул, и кога кислородот станува радиоактивен, како и изголеменото количество на овие штетни гасови, тие пукаат. Значи најпрво на удар доваѓаат алвеолите, кои што се на удар поради изголеменото количество на јаглероден моноксид, јаглероден диоксид, сулфурен вооксид, радиоактивно зрачење, и истите пред да настане гушењето, доаѓа до пукање на алвеолите. Класичната медицина денес, сакала или не, мора да признае една грешка која што треба да исправи од време на короната,
затоа што неспремна, неедуцирана, го дочека тровењето кое што се случуваше. Со ова треба секој од нас да дознае што значи појава на остранување на јаглеродниот диоксид или појавата на остранување на јаглеродниот моноксид од крвта, односно од нашата крв, со еден збор. Ако тоа не го направиме, ние не можеме да воспоставиме холиостартер на нашиот организам. И тогаш доаѓа до нагушење, доаѓа до пукање на алвеолите, поради зголемената киселост, зголеменото количество на штетните гасови во крвта и настанува смрт. Или концентрацијата на штетните гасови во секоја затворена просторија, каде што е намалена концентрацијата на кислород, доаѓа до намалување на индитетот на респирациите кои што се од големо значење за нашиот живот. За да се зголемат истите, потребно е негативен јон и кислород во затворените простории, кои што истите го неутрализираат неговото зголемување. Уште еднаш, останете ми во здравје, бидете љубов, прифаќајте ги сите предизвици со љубов, затоа што завршува владењето на една ера, која што денот ни го правеше ноќ, а ноќта ни ја правеше ден, и кога како ова најавеното од Србија што доаѓа, што се случува, прифаќате се со љубов. Уште еднаш, да не дојде до пукање на алвеолите на сите кои што биле во кобниот ден, треба да ја споменеме и водата и конзумирање на истата, тоа што досега никој, ама баш никој не го спомена од најповиканите. Зошто? Затоа што и те како мораме да се бориме да не доаѓа до растење на метаболичкото ниво на CO2 или други штетни гасови во организмот, затоа што ваквото зголемување значи и зголемување на концентрација